Сообраќајниот метеж, неправилното паркирање и тесните улици се само некои од елементите што предизвикуваат секојдневен хаос на булеварот Цветан Димов во Чаир. Сообраќајот на оваа улица е секојдневен предизвик и за возачите, но и за пешаците. Недостатокот на уреден јавен простор и инфраструктура често представува ризик за животот на децата што се движат таму, мајките со колички, велосипедистите, но и лицата што користат помагала за движење. Ова се случува затоа што тротоарите наменети за пешаци се узурпирани, додека велосипедската патека се користи за паркирање на автомобили. Иако ваквата хаотична состојба веќе неколку години е вообичаена на овој булевар, надлежните се уште не презеле сериозни мерки за регулирање на сообраќајот, иако станува збор за една од главните сообраќајни артерии на градот. Последниот обид беше поставување на бетонски ѕид во времето на поранешниот градоначалник на Скопје, Петре Шилегов, со цел да се спречат неконтролираните свртувања на возилата од една во друга насока на улицата. Но и тоа се покажа како привремено и неидеално решение. Граѓаните се уште чекаат да видат конкретни чекори за проширување на улицата, додавање на коловозни ленти, отстранување на бизниси од јавните површини и модернизација на инфраструктурата, кои се ветуваат повеќе од 10 години. И актуелниот градоначалник на град Скопје Орце Ѓоргиевски исто така вети реконструкција на булеварот, најавувајќи дека овој булевар ќе биде изграден со 6 коловозни ленти, велосипедски патеки, тротоари, зеленило и современо осветлување. Но последната информација околу овој план е дека се очекува проектот да биде подготвен од општина Чаир. Господине Ѓоргиевски, добро дојдете во нашето студио. Добро вечер, благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Тогаш би сакал да почнуваме со булеварот Цветан Димов, еден од најважните булевари во Скопје и исто така најхаотичниот булевар. Да, го погледнав и вашиот прилог. Имам една работа да поправам, не е 10 години проблем Цветан Димов булеварот, туку е 30 години и повеќе од 30 години. Да, тоа е една од најкритичните точки, но истовремено и тесни грла во градот Скопје. Се разликата од минатото и денес е силната наша намера и волја да конечно го решиме овој потек, кој што е некаде малку повеќе од километар, делот кој што ќе треба да го решиме. Што направивме изминатиот период? Воспоставивме меѓуопштинска соработка со општина Чаир, со господинот Меджити, со кој што имаме прекрасна соработка, би споменал, кои што се одговорни за изготвување на проектната документација. Но истовремено предвидовме и средства во буџетот за оваа година. Зошто? Затоа што јас сум убеден дека некаде до крајот на август месец би требало да биде готова проектната документација, па со господ напред да биде распишана тендерска постапка и согласно она што сум го ветил во предизборието, тоа е оваа календарска година да започнеме со градежни активности. Кога можеме да очекуваме да почнат градежните работи? Јас ќе бидам среќен и задоволен до крајот на оваа календарска година да почнеме со градежни активности. Во меѓувреме со дел од стопанствениците веќе разговараме за делот кој што ќе треба да се отстрани од трасата. Тоа се кога возите према Бутел од десна страна, сите оние објекти кои што ќе зафаќаат дел од коловозот, односно од пешачките и велосипедските патеки, за да можеме да го реализираме. И да верувам дека многу порано од 4 годишниот мој мандат конечно ќе го решиме овој потек. Граѓаните ќе имаат од една страна безбеден коловоз, сите учесници во сообраќајот ќе бидат безбедни кога се движат. Од друга страна, она што го видовме во прилогот, мајките, децата, училиште имаме на тој потек ќе бидат безбедни и нема да бидат изложени на вакви состојби какви што се денес. Често пати таму има и сообраќајни незгоди, каде што многу често и патници се, односно пешаци се жртви на одредено возило и девијантно по однесување на возилото, така да верувам дека за многу скоро ќе таа голгота на граѓаните од овој дел на Скопје ќе ја завршиме, земајќи во предвид дека пак и тоа ќе помогне во олеснување на сообраќајот на сите оние кои што се од Бутел, од Радишани делот, а го користат исто така овој потек секојдневно. Во двата страна има многу број локали што таму кои што треба да се тргнат за да се реализира овој проект. Изгледа како сложен процес. За мене не постои нерешлив проблем и тоа многу пати и многу често го говорам, освен кога
проблемот е од Бога, односно имаме некоја состојба од Бога, таму не можеме како луѓе да интервенираме. Ако се сеќавате, пред недела дена имав, можеби помалку од недела дена, пресконференција на булеварот Борис Трајковски во Драчево, од Пинтија потегот до Драчево, кои што го користат 100.000 наши граѓани од градот Скопје. Зошто велам 100.000? Затоа што Драчево се 40.000 наши сограѓани, Студеничани, Батинци, Зелениково и Долно Лисиче. Значи тоа е огромна концентрација на граѓани кои што живеат во тој дел на Скопје, а повеќе од 30 години се говори за реализација на тој булевар. Јас имам 38 години и бидејќи сум израснал до 22 години во Драчево, се сеќавам од моја 8 годишна возраст се говори за тој булевар дека ќе се реши. И таму во јавноста постоеше мислење поделено во делот дека не може да се решат имотно-правните односи. Еве денес имаме повеќе од 90% пробивање на трасата. Што значи дека ако силно сте фокусирани да го решите проблемот и да го надминете, ако имате домаќински пристап и на луѓето им објасните дека, еве ќе ја направам паралелата на Цветан Димов, дел од булеварот, дека детски животи се во прашање, дека имаме училиште, дека безбедноста ќе ја решиме, ќе го разберат тоа луѓето на крајот на денот. Ние не сме оние кои што влегуваат без документација и кои што предизвикуваат на состојба во која што граѓаните се оштетени, туку напротив, ние вршиме процес на експроприација. Ние не вршиме национализација, што значи дека за сето тоа што ќе им биде одземено, а легално било изградено или имаат документ за истото, си добиваат надокнада од страна на градот Скопје. Апсолутно во процесот внимаваме на секој граѓанин. Таква беше состојбата на булеварот Борис Трајковски, таква беше состојбата на Клучката Момин поток, на Љубљанска мостот кој што почнавме да го градиме, во Гази Баба мостот кој што забрзо ќе го пробиеме од денес, и исто таква ќе биде состојбата за која станува збор за булеварот Цветан Димов, така да сумирам. Спомнавте дека се подготвува проектот за булеварот Цветан Димов. Да, во сериозна напредна фаза. Да, имате представа како ќе изгледа тоа нешто по-конкретно за граѓаните да знаат што да очекуваат? Ако по нешто сме препознатливи изминативе околу 6 месеци кога јас го водам градот Скопје, тоа знаете дека е нашата транспарентност и отвореност и за медиумите и за јавноста. И ете од опозицијата знаат понекогаш да замерат, кажувајќи дека сме се фалеле или сме соопштувале во јавноста. Јас тоа го правам за да знаат граѓаните од една страна да имаат предвидливост, да знаат дека нема по 15 години да бидат заглавени во реализација на некој проект. Затоа и самиот ги поставам роковите, но и да знаат што е тоа што се гради со нивни пари. Така да откако ќе го завршиме проектот целосно, а би требало да биде за брзо време од денес, ќе има и 3D визуализација на целиот тој потек, ќе ве повикаме и медиумите секако, ќе го презентираме сето тоа, можеби ќе има одредени забелешки, секако дека ние на крајот на денот сето ова што го правиме за нашиот народ. Дали се македонци, дали се албанци, дали се турци, роми, власи и сите останати, за народот го правиме и го правиме што е многу важно со нивни средства. Така да јас сум отворен и понекогаш знаете, изминатиот период покажав кога и одредена состојба ќе најде на реакција од граѓаните, односно ако понудат и подобро решение, го прифаќаме истото и го имплементираме, така да ќе биде прикажано во јавноста како сето тоа ќе изгледа, ќе ги видиме реакциите на граѓаните, можеби ако има забелешки ќе прифатиме дел од забелешките, ако се нормално забелешки кои што ќе одат во насока на подобрување на состојбите таму, и ќе започнеме со реализација место. Направивте некој план како ќе се регулира сообраќајот во време на реконструкцијата, за да не се создава дополнителен метеж? За сите проекти кои ги реализираме, еве дали е за булевар, дали е реконструкција на улица или каков и да е тип на проект, а при тоа се настапува на одредена позиција каде што ќе има промени во сообраќајниот режим, се изготвуваат сообраќајни проекти во соработка со Министерството за внатрешни работи. Градот Скопје ги изработува, но Министерството за внатрешни работи дава согласност, така да сериозно се внимава на протокот, да не биде состојбата доведена во фаза да не може граѓаните да имаат нормален проток. Предпоставувам дека ќе се работи едната страна, едниот дел, па другата, но согласно на што го воведовме како пракса и динамика изминатиот период, брзи ќе бидат градежните активности, тоа да бидат спокојни граѓаните. Прво ќе решаваме експроприацијата, паралелно со обезбедување на трасата, и не верувам дека ќе има целосно затварање, освен во моментите кога ќе треба, не знам, да се асфалтира целиот потек, но тоа е на крајот. И секако дека граѓаните ќе имаат информација за тоа. Добро.
Спомнавте дека се работи и во булеварот Борис Трајковски. По 3 децени застој, ветивте дека наскоро ќе се отвара тој булевар, ќе заврши проектот. Кога точно може да очекуваме дека ќе завршуваат работите? Јас за Момин поток проектот, тоа го споменав, самиот ги одредувам роковите согласно динамиката која што ја поставуваме. Зошто? Затоа што долги години наназад, знаете, ако земеме во предвид Момин поток. Момин поток 10 години се работи на тој поток. Граѓаните поминуваат една сериозна голгота таму. И од аспект на нефункционалност на целиот поток, постојани гужви, објектите кои што се во непосредна близина имаат сериозна штета од тоа што се работи таму, неовозможен е пристапот до објектите и така натаму и така натаму. И затоа динамиката ја поставуваме со рокови крајни. За булевар Борис Трајковски, за клучката Момин поток и за мостот на Љубљанска, јас роковите ги дадов до нова година. Кога станува збор за булеварот Борис Трајковски, јас сум убеден, и тоа го споменав на пресконференција пред некој ден, согласно динамиката и активностите кои што ги имаме до сега, таму работиме нешто повеќе од 2 недели до сега. Имаме сериозно пробивање на трасата, немаме никакви пречки. Верувам дека многу порано од крајот на оваа календарска година ќе ги завршиме градежните активности и исто така тоа ќе биде не само тој потек и клучката Момин поток, но и мостот на Љубљанска, 3 позиции во главниот град кои што сериозно ќе влијаат на намалување на сообраќајниот метеж и ќе нудат нови алтернативи на граѓаните, особено мостовите кои што ќе бидат ставени во функција. Кои инфраструктурни работи моментално се изведуваат во Момин поток, во булеварот? Во Момин поток, левиот дел од трасата, кога движите према граница или према булеварот Словенија, левиот дел од трасата во моментов, откако поставивме целосна атмосферска канализација, еден од 3 мостови се изгради таму, веќе се подготвува со тампон целата траса за да можеме да го асфалтираме тој дел, па сообраќајот да го насочиме на левата страна, за подоцна да започнеме со рушење на мостот од десна страна и проширување на истиот, но и проширување на цел коловоз од десната страна. Силна е динамиката таму и верувам дека во некои од наредниве денови ќе се започне со асфалтирање на цел тој потек за да можеме да го пренасочиме целиот сообраќај од левата страна, а при тоа да започнеме со сериозни активности на десната страна кои што подразбираат изградба на нов мост, проширување на трасата и оплеменување на цел тој потек. Ке опфаќа проектот и други реконструкција на другите улици што се врзуваат со овој булевар? Тие се една улица има која што е надлежност на општина Карпош, доколку Карпош нема средства и финансии за да ја реконструира, ќе влеземе ние како град Скопје да помогнеме таму и да го решиме и тој потек. Добро, сега да преминеме на друга тема. Старата Скопска чаршија е заштитно културно-историско подрачје, но во последните години има се повеќе таму дивоградби и нелегални интервенции. Дали град Скопје има прецизна евиденција колку бесправно изградени објекти има таму? Имаме комисија посебна во град Скопје која што прави попис. Ние немаме градежна инспекција за да може да делуваме и затоа влеговме во фаза како град Скопје да склучиме меѓуопштинска соработка со општините на територија на градот Скопје, преку која што меѓуопштинска соработка ние ќе можеме да влеземе во фаза заедно со нашите јавни претпријатија да делуваме. Затоа што многу од општините пак и немаат избрана компанија која што треба рушење или отстранување на објекти да прави. Има де факто, со години наназад, проблеми таму од повеќе аспекти. Мене ми е драго што изминатиот период владата и Министерството за култура започнаа со процес на реконструкција на старата Скопска чаршија. Тоа е еден од символите на градот Скопје, еден од, според мене, простори кои што најмногу ќе има посетеност за Скопје, град престолнина на културата, кои што илјадници туристи на дневна основа го посетуваат. Таму треба да имаме посебен третман сите и посебен однос према тој дел од Скопје. Целиот тој потек ќе биде поврзан во наредниот период и со Скопското кале, каде што како град Скопје ќе започнеме со активности за реконструкција, а што се однесува на сите оние објекти кои што попречуваат движење таму, како делот према
Филип II плоштадот, кои што беа отстранети. Иако има упорност од поединци повторно да пробаат да го изиграат законот, тука не се откажуваме, сме категорични, повторно ќе има отстранување на тие објекти, односно ќе има, да бидам прецизен, постапување од страна на градот Скопје на секоја девијантна појава, не само постапување, туку ќе има и сериозни казни. Таква пракса воспостави во градот Скопје и така планирам да делувам до крајот на мојот мандат. Толеранција нема да има према никого и никој не смее да биде над законите или да биде во повластена положба на сметка на другиот. Друг проблем е и узурпацијата на јавните простори. Се превзема нешто околу тоа? Започнавме со чистење и токму за тој дел испоменав во првиот дел од моето излагање. Понекогаш тешко е кога на некого ќе му го нарушите комодитетот кој што му го создал системот 30 години наназад. Таму има диви тезги. Јас сочувствувам со дел од граѓаните кои што некој ги довел во заблуда во минатото. Тие инвестирале дел од нивните средства за да постават објекти таму диви, но тоа се поврзува со делот кој што го споменав дека ние во оваа држава имаме закони кои што мора да се почитуваат. И не може никој да биде над законот и не може никој да биде во повластена позиција на сметка на другиот. Таму има дуќани кои што се празни. Така, никој никого не го попречува да си изнајми дуќан и истите производи кои што ги продава на дива тезга или на диво создадена позиција негова, да се ги продава соодветно, не нарушувајќи го имиџот на чаршијата и изгледот на чаршијата, така да колку и да биде тежок процесов, ние сериозно се подготвуваме за 2028 година. Година во која што ќе имаме сериозен број на туристи очекуваме во нашиот главен град и не смееме да дозволиме да имаме простор за импровизација, така да во наредниот период ќе засилат интензитетот на наши активности од аспект на отстранување на сите нелегални објекти во чаршијата, не само во чаршијата, сите објекти кои што узурпираат тротоари, велосипедски патеки кои што го наградуваат ликот на нашиот град и така натаму. Превземате некои мерки за заштита на културниот идентитет на старата чаршија? Тоа го работиме заедно со Министерството за култура, тука сериозно помага и општина Чаир изминатиот период. Сега како што споменав започнаа они со ревитализација на калдрмата во старата скопска чаршија. Јас имав минатата недела средба со Еснафот од чаршијата. Тоа е сериозна организација кои што даваат се од себе чаршијата да го задржи својот автентичен изглед. Не би откривал детали, но во наредниот период ќе имаме една заедничка пресконференција со нив за воспоставување ред од аспект на унифициран изглед на сите дуќани во чаршијата, но тоа ќе го правиме заеднички. Во старата чаршија постојат и историски објекти кои се оставени без инвестиции, без посетители поради недостатокот на инвестиции. Имате некој план за ревитализација на тие објекти? Ние, видите, како град Скопје конкретно немаме надлежност таму, во тој дел, и не можеме јас како градоначалник, ниту градот Скопје, ниту Советот да одлучиме да инвестираме. Таква е состојбата, до сега беше и со Калето, но јас побарав Калето да ми биде предадено мене, исто како што побарав и аквадуктот да ми биде предаден на градот Скопје, но исто така бараме и поштата стара, која што е во катастрофално лоша состојба, знаете, со години, 15 години мислам дека оставена. Така да нас треба прво да ни биде предадена надлежноста за да можеме да интервенираме. Има позиции каде што можеме да интервенираме и таму делуваме, се организираме и дел од тие проекти ќе бидат опфатени преку Скопје град престолна на културата, бидејќи таму ќе имаме буџет кој што ќе биде наменет за овие објекти, конкретно за Калето. Реконструкцијата ќе го правиме на Калето од тој буџет, исто како и аквадуктот. Тие се две позиции од неколкуте позиции каде што ќе има најмногу културни манифестации. Калето исто така еден од поважните символи на градот Скопје, културно наше наследство кое што треба да го доведеме во состојба каква што доликува да биде често посетувано и од нашиот народ кој што живее во градот Скопје, но да биде и од туристи соодветно посетуван. Неколку години, можеби апсурд ова што ќе го кажам, но го знаете вие како медиуми, неколку години Калето не беше искосено како што треба. Изминатиот период ние го преземавме делот на одржување, но целосна надлежност ќе не биде за брзо предадена од владата. Документите се веќе во финална фаза и ќе започнеме со ревитализација која што ќе подразбира нова урбана опрема, нови патеки, соодветни
промена на портата, автентичен изглед, враќање, дел кој што се уништени, дел од зидините на калето да ги поправиме и така натаму и така натаму. Исто да ќе биде и за чаршијата, исто да ќе биде за калето, исто да ќе биде за аквадуктот, кој што е депонија, беше оставен како депонија долги години. Зборуваме подоцна за Скопје 2028. Сакам уште малце за чаршијата да продолжуваме. Еден од тие објекти што викам дека се историски значајни е и Капанан, што е еден од најзначајните символи на чаршијата, но со години е оставен без инвестиции. Што се случува таму и може ли да очекуваме ревитализација на... Да, може би ви е добра идејата и забелешката да го побараме и да преземеме надлежноста таму, затоа што мислам дека имаме капацитет како град Скопје да интервенираме и таму. Да, што беше едно место каде што имаше доста активности, но со години таму не се прави ништо. Апсолутно сте во право. И ево ви е одлична идеја да ќе разговарам веднаш после емисијата и со министерот за култура господин Љутков да побараме или пак дозвола да ни дадат да влеземе со одредени инвестиции таму или пак да ни ја предадат надлежноста за да можеме ние да го вратиме во полн сјај како што беше тоа во минатото. Во ред ќе очекуваме да го реализирате тоа. Сега ќе зборуваме за Скопје 2028 година. Скопје ја доби титулата Европска престолнина на културата и спомнавте дека во склоп на тоа ќе се реализираат неколку проекти. Но градот се соочува со проблеми од инфраструктурниот аспект, како што е јавниот превоз. Може ли да очекуваме до тогаш да се среди јавниот превоз? Видете, не само јавниот превоз. Денеска е денот на пожарникарите, им го честитам уште еднаш, иако има изјава поврзана со тоа, на сите пожарникари не само во градот Скопје, на територија на цела Република Македонија. Јас кога влегов во градот Скопје пред 6 месеци, имаше проблеми и со функционалност, односно нефункционалноста на комунална хигиена, јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје, градот е во долгови, оставен со годините ложени. Вработените немаа по 2 во некои јавни предпријатија, некаде 3, некаде 4 месеци земено плата. Пожарната беше во катастрофално лоша состојба од аспект на опременост. Калето, еве го споменуваме, еден од символите на Скопје, но никој не водел грижа ети да го побара, да му дадат можност да го искоси. Практично целиот град не беше, и самите знаете, во хаос. Што направивме изминатиот период? Дали сме го довеле ние градот на фаза и позиција на совршенство? Не, затоа што јас сум 6 месеци градоначалник, не сум 6 години или не сум ни година дена. За се треба време и се процеси за кои што бара време. Кога сме кај функционалноста на комунална хигиена, денес вработените таму достоинствено земаат плати секој месец. И така е во сите јавни предпријатија, вклучувајќи го и ЈСП Скопје. Но, дополнително од сето тоа, за брзо очекуваме да ни стигнат, завршена е тендерската постапка, подпишен е договор, 40 нови возила за комунална хигиена. Истовремено, и она што беше слаба точка, а тоа е недоволно континери на многу од позициите, микролокациите во градот Скопје, за брзо исто така очекуваме да заврши тендерската постапка и да набавиме 2700, мислам дека е бројката, нови континери за градот Скопје. Нешто што не е набавено 10 години наназад. Кога сме кај јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје, кога влегов градоначалник во градот Скопје, имавме повеќе проблеми. Една беше платите и нефункционалноста од тој аспект. Немавме мотивирани вработени таму. Вториот момент беше проблемот со приватните превозници на кои што со години не им се плаќаше ништо за тоа што вршат како услуга. Трето беше малиот број на автобуси и сериозна бројка од околу 40 автобуси кои што беа надвор од системот, односно за ситни поправки стоеа по гаражите. Што направивме изминатиот период? Од една страна редовно се платите, од друга страна со приватните превозници можеби има одреден пропуст, но проблеми како во минатото немаме. Во минатото знаете дека имаше тепачки на пресконференции помеѓу бившата градоначалничка, директорот, јавните превозници и така натаму, и со право луѓето си бараа надокнада за она што го работат за градот Скопје. Од трета страна, повеќе од 30 автобуси се ставени денес дополнително во функција, а се собственост на јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје. Најважната работа во целиот процес, тоа морам да го истакнам, секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт, тогаш градот добива нови автобуси.
Грешка Кога е, ќе бидат ставени тие да, еколошките грешка е автобуси што во не сме функција? создале систем години наназад за постојана обнова на возната флота на автобуси во ЈСП Скопје, но добрата вест е што автобусите, завршена е тендерската постапка, мислам дека тече, од она што сум последно информиран од министерот за транспорт и врски и од страна на премиерот, тече рокот на жалби и очекуваме за отприлика месец дена да започне испораката на нови 100 автобуси кои што ќе ги добие градот Скопје. Значи, конечно, голготата и со комунална хигиена, но и во делот на функционалност на ЈСП ќе ја поправиме, односно ќе ги ставиме во функција 100 нови автобуси еколошки, електрични, кои што ќе се обраќаат на линиите во градот Скопје. Дополнително, еден од процесите кои што беше закочен, а тоа е БРТ-то, проект кој што Коце Трајановски мислам дека прв излезе со таа идеја, па после Петре Шилегов продолжи како екс-градоначалник, но Данела екс-градоначалничката го закочи целосно процесот. Веќе ни е во напредна фаза и очекуваме на почеток на наредна година да веќе започнат градежните активности за воспоставување на БРТ. Тоа ќе значи опфаќање на потегот од Ѓорче Петров до последна петка во Ново Лисиче, а веќе работиме документацијски на продолжување на трасите кои што ќе ги опфаќаат Бутел и Драчево од друга страна. Добро, да се вратиме на проектот Скопје 2028. Дали градот е подготвен да се представи како европски центар на културата? Даваме се од себе, мислам дека за година дена од денес има сериозни, видливи промени во градот Скопје. Дел од тие промени веќе ги споменавме, се случуваат. Верувам дека ќе го представиме градот во светло какво што заслужува да биде представен. Многу е важно не како другите гледаат на нас, конкретно туристите од странство, туку како ние како скопјани сакаме другите да не видат. Тоа е најважно во овој процес. И затоа тоа е процес во кој што ќе треба многу да помогнат и медиумите, ќе треба и јавноста да помогне, ќе треба да помогнат и илјадници волонтери кои што ќе бидат дел од процесот, целата младина да се вклучи ќе треба во тој процес, затоа што тоа е проект кој што не само преку кој што ќе можеме градот да го представиме, туку тоа ќе треба да биде представување на нашата држава. Што конкретно ќе добијат граѓаните од оваа титула? Граѓаните мислам дека прво ќе го имаат чувството на сатисфакција и тоа дека ќе бидат посетени од неколку милиони туристи, кои што знаат дека главниот град на нивната држава е центар на Европа во тој период. Ние ќе добиеме од друга страна и граѓаните неколку објекти и проекти кои што на долг рок ќе бидат нивни проекти. Ќе останат за идните поколенија, како поштата стара, што ја споменав, Калето и останатите, да не ги набројувам повторно. Милиони евра ќе се слеат во буџетите на бизнес заедницата, кои што ќе треба да ги примат сите тие туристи, да ги угостат, да преспијат во хотелите, мотелите во Скопје и така натаму, сместувачките капацитети. И на крајот на денот граѓаните ќе можат конечно да се гордеат со градот во кој што живеат. Не да биде Скопје град како што беше во минатото, град од кој што се срамеа многу од нашите граѓани, туку град со кој што ќе се гордеат. Спомнавте дека се работи на Скопското кале и Скопскиот аквадук. Дали може само кратко да ни кажете до кога се очекува да бидат тие готови за посетителите? Сите објекти кои што ви споменав ќе бидат подготвени до крајот на наредната година за да бидат ставени во функција. Верувам за Скопското кале дека многу побрзо, за разлика од аквадуктот, ќе започнеме со градежните работи, земајќи во предвид дека на аквадуктот се прави експроприација на дел од парцелите, таму кои што се приватна собственост, од страна на конзерваторски центар се прави експроприацијата, така што како и да е со сите проекти, ние мораме да бидеме подготвени до 2028 година и да бидат ставени во функција. Во ред, тука ја завршуваме денешната интервју. Ви благодарам за вашето време. Ми беше чест. Shkues të nderuar, këtu e përfundojmë intervistën e sotme bashkë do të shihemi javën tjetër me tema të tjera aktuale.